Во дворот на ветеринарниот факултет во Улан Батор сретнавме студенти и видовме скулптури на животни, што ја сочинуваат основата на сточарството на оваа земја. Подосна, на огромните пространства на Монголија, трета азиска земја по големина, наидовме на ергелиња коњи, булуци, овци, кози, јакови, камили и говеда. 140 милиони хектари се наоѓаат под пасишта. Некогаш единственото исклучително занимање на монголците, сточарството, и денес е значена гранка на народното стопанство. Во тоа се уверивме повеќе пат. Најпрво во Гоби, Алтајската покрајина, едно од 18 административни единици на таа земја. Монголија сразмерно со бројот на населението околу 1.300.000, со речиси 23 милиони грла добиток, сигурно спаѓа меѓу најбогатите земји со добиточен фонд на светот. Овде Алтай е центар на покрајната Гоби Алтай. Градот е создаден истовремено со покрајната во 1931 година. Најпрво постоеле само јурти, тие дрвени шатри на монголите, а потоа во 1940 година никна првата зидена зграда. Денес во неа се наоѓа седиштето на покрајната и се простира на 142.000 километри. На тој простор живеат околу 50.000 луѓе. Трудбениците од овој крај 50 годишнината од револуцијата ја одбележаа со отворање ново училиште. Секој пети жител е ученик. Во дворот имаат подигнато јурта. Го разгледуваме и музеот. Управникот Дивчин е еден од оние вредни посредници чие дело обично многу подосна достојно го оценуваат потомците. Тука може да се видат остатоците на древната старина од времето на хуните и минатото. Уметничките предмети од народните мајстори, како што е оваа кјаса, која во 1882 година во среќен ден изработи мајсторот Ертеназа со своите синови. На неа може да се видат најтипичните животни на овој крај. Во неколку простории е собрана историјата, справите за мачење од феудалното време, седлата оковани со сребро и извезени со љубов, примитивното оружје со кое почнуваше револуцијата. Ни го покажаа националниот инструмент Морен Хур, сличен на нашите густиња. Во неговата изработка, непознатиот уметник внел многу фантазија и практичност. Главите на животни на гудалото во суштина представуваат календар. Монголите некогаш се служеле со месечевиот календар, односно времето се делило на 12 делови. Секоја временска поделба носела име на некое животно. На секоја нова година, што паѓала на 4 февруари, и било додавано ново име по името на некое животно. Првата била година на заекот, втората на змејот, третата на змијата, четвртата на коњот, петата на овенот, шестата на мајмонот, седмата на петелот, осмата на песот, деветата на свињата, десетата на глушецот, 11-тата на бикот и 12-тата на тигарот. По истиот ред, како и годините, биле бројани месеците, неделите и поделбите на денот. Овој убавец на саемот на ловот и риболов во Нови Сад има добиено титула светски шампион. Тој е најодамнешен жител на нашата планета, чии најбројни остатоци се најдени во пустината Гоби. Овој скелет на диносаурус од музеот во Улан Батор е стар меѓу 60 и 70 милиони години. Од местото Алтай, што се наоѓа на над 2000 метри надморска височина, се упативме во планината Алтай кон задружното одморалиште Анкар Суслан. Нашата цел се наоѓаше на 3580 метри надморска височина. Еве не на целта. Во живописната долина, низ која тече весела рекичка, која заедно со планината раскажува некаква вечна приказна. На колкото од планината, оние што се одморувале запишале со бел камен во испечената подлога на ридот еден број од планот во кој е запишано дека Монголија во 1975 година ќе има 25 милиони грла добиток.
Rekičkata na koja se izmifme izvira od golemite karpi во близината. Има неколку извори. Домаќините не покануваат да се увериме во нивните здравствени својства. Одморалиштето го формираа задругарите во 1959 година. Во него се испраќаат најдобрите сточари од целата покрајина. Луѓето, како и секаде во бањите, се забавуваат како што им е најубаво, па сепак ова е нешто друго. Бањата во земјата чиј народ пред половина век изумираше, во која ораа тифусот, чумата, сипаниците, трахомата, сифилисот, а болните беа лечени со молитви. Лекари и немаше ни болници. Денес на стража на здравието се наоѓа солидна армија од околу 2500 лекари и околу 8000 луѓе со средно медицинско образование. Лекувањето е бесплатно. Инфективните болести се искоренети. Бројот на населението се удвои само за половина век. Побијани се прогнозите за изумирањето на еден од најстарите народи на нашата планета. Животот извојува победа над смртта. Opraštamo se. Се поздравуваме. Еден настан и за нас и за гостите во бањата е завршен. Целта ни е бригадата што ги одгледува овие крупни, рунтави животни, на изглед опасни, а толку мирољубиви. Чувар нема никаде. Како ли ги собираат пастирите? На одговорот не чекавме долго. Во една котлина на над 3000 метри не пречека речиси сите членови на бригадата, што чуваа и одгледува околу 3000 јакови. Бригадирот Галба знае дека мајките ќе се вратат кај телињата, затоа ги пуштаат слободно да лутаат низ планината. Монголија има околу 7000 јакови. Тоа е третина од вкупниот број на овие животни на целиот свет. Главно живеат на височини поради што се незаменливи како транспортно средство, таму каде што ни конј ни камила не може да се пробијат. Ги користат и како животни за влечење и како животни за јавање. Кога човек ќе ја прошета земјата, ќе разбере зошто богатата сточарска земја не знаела ни за печеното ни за прженото месо. Една од причините е и таа што нема доволно дрва. Како што гледате на екранот, двете ричиња се сушена балега од крупните рауглести животно што се собира преку летото за да може преку зимата да се користи како огрев. Домаќинот Галба не почести со традиционални монголски јадења, со млечни и месни производи. Седнавме на неговата јурта. Имаше многу видови сирење, овче чорба, ситно и сецкано и варено месо и бомбони. Сето тоа го залевавме со архија, водка од млекото, со традиционален зелен чај без шекер и со хумис, тој древен пијалак од млеко од кобила. Инаку месото се употребувало само варено и тоа буквално кувано само неколку минути. Денеска исхраната е изменета, побогата, поразновидна. Во неа се вклучени покрај традиционалните јадења и лебот, путерот, овошјето, зеленчукот, шекерот, па и рибата, која порано не се ловела, иако ретките реките биле преполни. Не дозволувала верата. На крајот, домаќините не се држаат да ни ја покажат вештината во скротувањето на коњите. Коњот од секогаш на монголот му бил најдобар другар. Затоа се пеат песни, се раскажуваат приказни, што се пренесуваат од колено на колено. Една од нив вели дека монголот се раѓа, живее и умире на коњ. Затоа толку добро го познаваат ова благородно животно, го сакаат и знаат да го скротат и да станат пријатели со него. За кротање се одбираат најдобрите коњи, кои подоцна ќе го наградат вложениот труд, бидејќи на вештиот коњене ќе му помагаат и самите, додека рацете ќе му бидат зафатени со кротањето, а не со уздата, за да ја совлада дивоста во нив.
Opraštamo se od Galbe. Se razdeluvame so Galba i so negovata brigada. Satima se spušta. Sleguvame so časovi, go čustuvame toa i po vrelinata na sončevite zraci, podvještenite kamenja, so promenata na pejsažite, se poretki od život. Pustinata Gobi i Altaj neobično se mešat. Čas pustinata se vovleko vo planinata, čas Altaj gi zabiva svojite kameni klinovi vo pustinata. Nesporedljiva je kamenata ubavina so nego stiljubivata pustina Gobi. Ta je pošarolika od Sahara. Na 400.000 kvadratnih kilometri vo Mongolija, ta čas je siva, čas mrka, svega su izgoreni rasteži, poslije posipana su sitni kamenja, tu crvena kako zlato, tu kostenesto zelena od bradavici na džbunovi so ostri listovi, koji samo želudnik od nakamilata može da go svari. Ima i ravnici i ridovi, i pustina i polupustina, i nenaselena i naselena. Ima i pesušni dini i zeleni oazi. Klimata je negostoprijemljiva, kako i ta samata. Lete je vžareniji od disk na sonce to peče. Zime strašni mrazovi je nabivat živata vo barometru i do -40. Ako ke zavijat vi ulicite, vidi kod se smračuva, od nebo to paljat orlite i akrijat glavata pod svojite krilja. Pred nekoliko vekovi golemi od patopisec Marko Polo, patot niz pustinata Gobi gopiša s ovije zborovi. Ta je mnogo golema. Čovjek jedna godina bi se mačal da pomine niz nja. Celata je ridesta, pesokljiva, so dolini, no vonea ne može da se najde ništa za jadanje. Po den i noć patuvanja niz nja može da se dojde do voda. Voda može da se napijat samo 50 do 100 ljudje i nimite životni. Tamo nema ni ptici, ni životni, videjki, nema što da jadat. Isto taka, vi go kažu vam i ova. Voneja se slučiva nekako čudo. Ako se patuva noće na konji niz pustinata i ako nekoj zaostane za drugarite, da se naspije ili poradi nešto drugo, pa potova trgne da gi stigne drugarite, go vozdovo sluša govor na duhovi sličan na govor od svojite drugari. Često sluša kako da go vikat po ime. Ponekogaž bi zalutao i bi se izgubil. Čovjek često sluša u vozduhu svirenje na mnogo muzički instrumenti, osobeno bijenje na barabani. Prikaznite za zlite duhovi na Gobi, koji gi zanesuvat patnicite i za muzikata što sluša, ima realna osnova vo akustičnite pojavi pridizvikani od silnite vetrovi što nosat pesok, a tuga se novdjati odavno otkrijenite pojavi na fatamorganata. Navleguva me se pod labokovo pustinata, vojedna kotlina gi sretnuva me prvi te žitelji, i snima me, kamilite ne se interesira za nas. Ima považna rabota od toa bara, suvi trepki među kamenčinjata. Posle višečasovnog puta Po povekečasovno patuvanje od nenadeš iskrsnova zelenilo i potoče. Ovije kloburci doadja to do utrobata na Gobi i se sredinuvat vo srebrena niška što znači život. Razveseleni od toliko običnata kajna zelena boja, trčame kon okolnite karpi su neobična crvena boja. Pri dopir počnuva da se luštat. Izmama. Ne se karpi, tuku pesok. Odime po potokot, no za žal njeni beše pridružnik po dolgo vreme. Tankata niška stanuvaše se potenka dodeka ne staneše rečici nezabeležljiva srebrena iglička, koja potova se gubeše vo pesočnata počva. Golemata pustina go izmoruvaše potočeto. Žedna je Mongolija, najžednija Gobi. Žedna je Mongolija, najžedna je Gobi. Kapricioznata priroda sprema neja se odnesuva kako maštaja. Mongolija ima rečisi 4000 reki i rekički i nad 3000 jezera. No 2/3 od zemljata, milioni kvadratni kilometri se bez reki i jezera. Oko 70% od podzemljite vodi tečat glaboko pod stepati i polupustinata. Starata mongolska poslovica veli, deka životot je tamo kada što ima voda. Luge to na sovremena Mongolija nego zaboravile toa i se fatljevo kostec so golemata pustina.
Dokaz za to je i ovoj bunar во пустината. Подост на такви бунари ке среќаваме и во степите. Во последниве 2 децении дошле многу инженери и техничари да копаат бунари во Гоби и во другите реони. Инженери од Унгарија, Полска, Советскиот сојуз. Најпрви научниците изработиле шеми за бунарите на околу 50 милиони хектари, а потоа почнале со ископувањето. Меѓу 60-тите и 70-тите години се ископани над 20.000 бунари. Со тоа над 40% од сите пастишта се обезбедени со вода за добитокот и за луѓето. Ова не е крајот на приказната за Гоби. Таа туку што почнува. Суровата Гоби луѓето успешно ја припотомуваат. Древната пословица дека во Гоби е подобро да се биде бик одошто човек денес веќе не е важна. Кога во овие песочни вртачи по студените дождови ќе пропадне некое животно, не може да се излече дури до летото. Луѓето ќе му додаваат храна за да преживее, додека сонцето не истопи мразната песочна писта. Повторно се наоѓаме пред едно дело на човековите раце. Тоа е Вештачкото езеро. Живот. Ова е Хајлун, задруга во пустината. Управникот едновремено е и представник на Сомонот, околијата. Задругата и околијата се основани во 1959 година. Благодарение на упорноста во пустината да се донесе вода, задругата спаѓа меѓу најнапредните во Монголија. Има околу 100.000 грла добиток. На пустината веќе се одземени 400 хектари земја. Покрај 4 сточарски бригади постои и земјоделска. Најголема гордост им е и овој парк пред управната зграда и пред училиштето. Овде, далеку во Гоби Алтай, експериментот се претвори во практика. Ова е дело на редовната работа на Сдружените сточари и орачи. Машините што ги гледаме помагаат за освојувањето нова земја од жедната пустина и за друга намена, а не само за паркот. Тие се дел од процесот на развитокот на една земја. Некогаш осамените коњаници по стадата се здружиле во освоената земја да посадат компири. Тоа е историски чекор и во социјален и во стопански поглед. Посаденото поле со компири бара постојано престојување тука. Зеленчукот му е збогатува исхраната на народот, кој никогаш не знаел за него, бидејќи религијата не му дозволувала да ја копа земјата. Поради тоа градинарството е најмлада гранка на младата агрикултура.
Prva ta eksperimentalna stanica je osnovana daleko odovde, vo centralni tereoni. Jednog praskozorja krenuli smo Едно da snimamo утро divlje тргнавме да го planinske снимиме stepenice. дивечот во планината и степата. Ова животинче, слично на лисицата, што прелетува покрај објективот, со своето драгоцено крзно представува значајна ставка во ловното стопанисување. Од секогаш добрите стрелци и ловџи и монголите сега фаќаат годишно околу 1.000.000 парчиња. Додека сончевиот диск излегуваше од зад ридот, ние се искачуваме по планината. Кога се искачивме, сонцето јасно ги осветуваше контурите на многуте врвови. Силните врвови, наместа побелени од снег кој никогаш не се топи, имаат најживописни форми. Понекогаш се остри како жилет, понекогаш се заоблени како да ги клепел некој гигантски вајар низ времењата. Камените падини, длабоките кањони, алпските ливади, лавата од камење издробена од природата и од времето, траги од стари ледници. Пред нас се појави ревија каква би посакал секој ловџија да види, барем еднаш во животот. Нашето оружје беше камерата, но до предпазливиот дивеч не можевме многу да се приближиме. Дивите козорози, жолто-златести како и околниот карст, вешто скока од карпа на карпа. Подосна во пустината сретнавме степски антилопи. И ову лепу животињу. И ова убаво животно. Тоа е дивиот брат на оние наши маченици, на чии плеки лете во Далмација се фотографираат децата. Дивото магаре, кулан, може да се најде само уште во Монголија, како и дивата камила и дивиот конј, кој носи име според својот пронаоѓач, Пржевалски, но за жал не сретнавме ни едно грло. Што се крие утробата на пустината Гоби? Денешните луѓе, покрај остатоците на далечниот живот на нашата планета, ги интересира повеќе она што може практично да им користи. Тоа е нафтата, јагленот, златото, волфрамот и другите минерали со векови сокриени и сокривани од човекот, бидејќи религијата забранувала во земјата да не смее да се забоде ни шилка, а не лопатата на геолозите. Сушност, такви и немало.